сметам дека председателот беше апсолутно во право кога рече дека многу од обвинувањата не се засновани на законски елементи и во целиот слободен свет, ако изнесете незаконски докази, нема да бидат прифатливи на суд. И тоа во основа го кажа тој, кога кажа дека сите овие докази всушност се незаконски прибавени и затоа ја запре постапката. Мислам дека тој го следи владењето на правото и затоа ја има сета моја почит. И сега мала група во Македонија вели дека не сме подготвени да победиме и затоа сакаат да ги одложат изборите и мислам дека тоа не треба да се следи. Тука треба цврсто да се каже дека треба да се одржат изборите кога датумот е закажан и да се подготват дотогаш. И сигурен сум дека сите сериозни меѓународни наблюдувачи ќе се согласат со такво нешто. Се согласувам дека треба да се одржат изборите и затоа оние луѓе и организации кои што бараат одлагање на изборите треба да не се земат предвид затоа што веќе беа одложени еднаш. Колку што јас гледам и колку што сум информиран, изборите се добро подготвени, така што мислам дека е многу важно, бидејќи тие услови се воспоставени, да се продолжи со изборите, ќе го видиме резултатот, а резултатот мора да се почитува како што е нормално во цивилизирани држави, а токму тоа е Македонија. Демократијата не е игра што може да ја игра некоја група која што ќе рече изборите ќе се случат кога ќе бидам сигурен дека ќе победам. Ова не е начин на кој што функционира демократијата. Демократијата има реални избори.